Добро вечер. Ова е новото издание на емисијата за македонските работи. Денес мој гостин е професор доктор Билјана Ристовска-Јосифовска, моја долгогодишна колешка, и затоа се договоривме да не се персираме. Биле, добро вечер и ти благодарам за твоето учество во денешнава емисија. Благодарам за поканата, Наташа. Ми е многу мило да учествувам во оваа емисија со таков наслов, а впрочем и ретка емисија во нашиот медиумски простор посветена само за наука. Така и тоа импонира. Пред да те представам, ќе спомнам зошто сме јас и ти денес заедно, која ни е темата. Тоа ни е темата за Ѓорѓе Апулески како револуционер и културен деец. Но за публиката јас би сакала да кажам дека ти си долгогодишен научник, истражувач во Институтот за национална историја, но ти воедно си раководител на оделението за културна историја во Институтот и воедно си координатор на програмата за докторски студии за историја и географија на културна. Да, тоа е многу битно. За културната историја и географија на Македонија. И ние кога се договаравме околу темата, Ѓорѓе Апулески ни беше многу инспиративна тема, бидејќи знам ти имаш поприлично пишувано, проследувајќи го целокупниот негов и револуционерен, но и културен активизам, така да го именувам. Но најпрвин, јас и на почетокот кога се договаравме, ти спомнав да ги дадеме основните биографските податоци за Ѓорѓе Апулески. Да, Наташа, тоа дека се занимавам со Апулевски навистина е точно така, просто тоа е еден од омилените ликови во моите истражувачки интереси. И тоа е еден таков лик, јас би рекла уникатен во нашата историја, кој што е многу комплексен, со повеќе профили во себе и кој што ја одразува комплетно целата ситуација на 19 век во Македонија. Од сите возможни аспекти. И ако сакаме накратко да кажеме што е, тоа е просто невозможно, би рекла. Тој е роден во Галичник, тој е еден обичен галичанец, да кажам. Така и се подпишува, колку што се сеќам во некој дел. Да. Во многу дела така се подпишува и тој се горде на своето мијачко потекло, посебно како мијак. Ги смета за чисти македонски мијачкото нарече, чисто македонски јазик и така натаму. И воопшто целиот свој живот го посветува и на Македонија, но и на своето локално потекло особено. Тој до крајот на животот, например, својата носија мијачка ја носи. И за тоа имаме и податоци како обстојува до последен момент да не ја се облече, барем според кажувањата, нели, на современиците. Податоци за него нема премногу. Тоа е многу интересно. Значи, тој има таков еден богат живот, таква една биографија лична богата и толку богато творешто, што е многу чудно. Зошто е чудно? Бидејќи тој е и револуционер, комита, војвода, тој добар дел од својот живот го посветува на вистинска вооружена борба и при тоа не само точно за Македонија, туку тој воопшто е балкански антиосмански борец, би можела да го наречам тоа. И тоа е тоа време, тој така го разбира, така и другите се однесувале. Всушност добро разбрал дека Македонија не може сама да се ослободи ако сите околу не се ослободат. Тоа е оној еден од тие проблеми во нашиот развиток, затоа што Македонија се наоѓа во средиштето. Така е. Не може средиштето да се ослободи. Која година е роден? Имено и за раѓањето и за смртта имаше Знам дека големи... вие, морам да кажам, дека вие како истражувач најдовте и нови податоци за... Да, имено тоа, да, благодарам.
за раѓањето се уште нема точна дата, документ. Меѓутоа, според документот што го пронајдов за смртта, веќе почнуваме точно да определуваме годините на раѓањето и на смртта. Претходно имаше кажувања од негови современици и така натаму, и секој толкуваше според одредени параметри кога е роден, кога е умрел. Меѓутоа, со наоѓањето на документот за неговата смрт во Александровата болница во Софија, точно знаеме дека починал на 70 годишна возраст на 13 февруари 1893 година. Ова намерно прашувам, бидејќи би требало авторите, посебно на учебниците по историја, да го консултираат ова ново сознание и да биде присутно. Да, веќе науката тоа го истражила и го докажала. Да, за жал, Наташа, знаеш како е, науката не секогаш настигнува насекаде и многу тешко, морам да кажам, се пробива тоа ново датирање. Иако се пробива, гледам дека некој го испочитувале, го пронашле на некаков начин, а инако ова е прв пат објавено пред повеќе од 20 години. Значи, досега требало и монографија, потоа се објави воопшто, требаше одамна сосема да влезе, но јас сум задоволна и со овој напредок. Би требало науката да биде прифаќана и во афирмацијата популарно, а особено во учебниците. Така. Можеме да кажеме, значи, дека тој е роден 1822 или 23-та, бидејќи на смртта е почетокот на 93-та, и умира 13 февруари 1893 година во Софија. Така. Јас забележав дека вие го третирате како една маркантна фигура која што го определува целиот преродбински процес. Тој е важен фактор во историските процеси и настани. Ова го забележав намерно, за да ја отпочнеме темата за неговата револуционерна дејност. Ти ја спомна накратко во претходново искажување, но битно ни е да го представиме како револуционер. Знам дека разговаравме честопати, ја коментираме онаа негова слика во народната носија со онаа сабја позната. Меѓутоа, ајде да преминеме на таа тема. Која е револуционерната дејност на Ѓорѓе Апулевски? Иначе да кажам за гледачите, не случајно еве мојот потсетник е со носиите од Галичник, од Мијачкиот крај, и јас си благодарам на господјата Достана, која што има огромна колекција на мијачки носи. Ми спомна дека има 80, за кои што се грижи и ги одржува. Достана Караѓозовска, ете, од Галичник. Ние во функција и на нашата тема. Така, се разбира. Неговиот, како што реков, профил е многустран. Пред се тој е прво да почнам од најраното детство, бидејќи ние историчарите сакаме некако хронолошки да ги тераме работите. Тој според традицијата која што владее во Мијачијата и воопшто во неговото село во Галичник, има кажување дека на 7 годишна возраст заминува како печалбар со татко му во Романија, со тајфа, значи тоа е зидарски тајфи, и според сите податоци, тој таму најверојатно и се описменил од калфите и од мајсторите. Има други некои кажувања дека може би поседувал некое училиште и така натаму од тие. Меѓутоа, она што го знаеме дека тој се описмени и најчесто го нарекуваме самоук. Но потоа во оваа емисија мислам дека ќе објасниме таа негова самоукост до кој степен на развиток доведува, и тој станува и интелектуалец. Јас тоа апсолутно го тврдам. Без оглед што бил далеко од образовните институции, а уште помалку да учествува во нив, да биде вклучен. Тој е прво печалбар, а потоа почнува да се и бил комита.
нели како ме праша за Да. револуционерна дејност, бил познат во својот крај како комита и како заштитник на населението. Има различни кажувања дека учествувал во враќање на некој грабнато дете и така натаму. Значи, дури во народната традиција останал се за спомнува, се спомнува како заштитник на населението. Така. Но тоа не останало, неговата борбеност, тој е многу храбар човек, инаку за тоа онаа слика што ја спомнавме, ќе дојдеме до тоа зошто всушност е таква каква што е со таа иконографија. Таа храброст него и идејата за ослободување, за антиосманска борба го води потоа он пешалбар и во Белград. И таму се вклучува уште во оние борби со турскиот гарнизон во 1862, отприлика 63-та, тој се вклучува во тоа. Потоа учесник и во ослободувањето во Српско-турската војна 76-та година. Потоа заминува за повторно за печал за Романија и по нели во тој период многу голема имаме и големата војна, руско-турската, така. Да, именно од тие кои што прешле во Романија се формираат и доброволечките одреди кои што потоа учествуваат во руско-турската војна и ослободувањето на Бугарија. Да. И повторно Пулевски се наоѓа тука, повторно формира чета и е еден од многу важните ликови во таа борба, патем и некои руски воени хроники го спомнуваат по име и презиме и дека се одликува со својата храброст и така натаму. Имено таа слика за која што зборуваме, за жал е единствена. Јас многу се надевам дека некогаш некаде ќе се пронајде уште некоја слика, но не знаеме никогаш, тоа можеме само да очекуваме. Таму е тој сликан во својата галичка носија, се разбира, и тука е со медалот и орденот и сабјата кој што ги добива од рускиот цар за заслугите во борбите во ослободувањето. Значи, тој е прилично горд на сета тој дел од својата биографија. Но, како што реков, неговото сваќање за сите тие антиосмански действувања своји не му се просто за да влезе во војна. Тој со идеја влегува во сите тие акции за да се дојде до тоа да се ослободи Македонија. Значи, учествува во ослободување на Србија, на Бугарија и потоа тој заедно со други војводи на Чети ја преминуваат демаркационата линија и навлегуваат во Пијанечко. И тука учествуваат во формирањето на ослободената територија, познатото македонско кресненско востание, така е. Меѓутоа, кога потоа продолжува понатаму, русите немаат намера да продолжат со ослободувањето и на Македонија. За жал се повлекуваат, за жал се повлекуваат и тука се создава еден голем погром на македонското население. Тоа што останува најголем дел пребегнува. Тоа се огромни бегалски збегови се создаваат. Мал дел од тоа население се враќа. И тие предели навистина во тој период многу опустошуваат, за жал. Османлиските војски се враќаат и својот удар го задаваат како одмазда и слично. Но Пулевски не се задоволува со сето тоа. Тој се споменува дури и како управник на Кјустендил, бидејќи наводно бил дели од ослободувањето на Кјустендил. Меѓутоа, тој се вклучува во Кресненското востание. И до последниот миг се бори во тоа Кресненско востание со своја чета. И што е исто така многу интересно, за ова го кажувам од аспект дека тоа е еден човек многу мудар и
човек кој што многу добро ги разбирал ситуациите, политичката ситуација во тоа време, тој многу добро ги сватил причините зошто пропаѓа креснијанското востание. Но познато е тоа едно писмо што го пишува до Деспот Баџовиќ, каде што со своји зборови на многу едноставен македонски галички дијалект му објаснува дека ситуацијата е тешка, дека фактички востанието е неуспешно со други зборови и ги споменува бугарските махинации на представниците во востанието. Што потоа се испоставува дека се спомнуваат и виновници за тоа, колку што се сеќавам. Точно, дури ги поврзува со Натанаел, црнокапецот Натанаел го нарекува и така натаму. Во секој случај бил свесен човек за ситуацијата и на крајот и тој се откажува, се повлекува и се повлекува во Софија. Таму го започнува својот емигрантски, да кажам, живот и завршува во Софија во 1893, како што рековме. Тој не е, да речеме, само човек кој што го интересира вооружена борба. Веќе кога спомнавме дека е на некој начин печалбар, револуционер, но во таа отсечка на овие две дејности тој и твори, и создава. Ајде да ја проследиме сега и неговата културна дејност, која што за нас е многу битна, особено, како што велиш, немаме таков лик, кој што во исто време, во две паралели, ги одвива и револуционерната и културната дејност. Дури е интересен кога спомна сега дека потекнува од мијачкиот крај и дека најверојатно се оние градителски тајфи, дури тој се и подпишува како архитекта. Точно. Ова е добро подсетување. Треба да се каже дека и тоа се многу интересно, фактички тоа се фазите на неговиот и неговата животна биографија. Затоа почнав печалбар, потоа оваа револуционерна активност, која што по заминувањето за Софија, дефинитивното заминување, се претвора само во интелектуална работа, би рекла. Значи, иако и претходно пишува, ги објавува двата речника во Белград, додека е таму. Тоа е речникот од 4 јазика, 1873 година, и речникот од 3 јазика. Само кратко, видов дека ти го третираш четворојазичникот или како петојазичник. Да, сакам сега до таму да дојдам. Фактички целокупната негова јас ја велам интелектуална работа, без оглед како некој може денеска од денешен аспект да гледа на тоа, ако имате факултет, сте интелектуалец. Не е секогаш тоа мерило, според мене. Укоста, мислечкиот ум, тоа е она што го прави, и начитаноста, тоа што го прави интелектуалецот. Пулевски интелектуалец и културно-национален деец во повеќе сегменти. Тој е лексикограф, значи ќе почнеме од лексикографијата. Тој е историчар, тој е историограф во исто време, етнограф, тој е поет, тој е собирач на македонско фолклорно творештво, публицист на македонско народно творештво и притоа организатор. И тоа е посебна негова дејност, која што посебно би сакала за тоа да збориме, на македонска дружина, книжевна дружина, славенско-македонска книжевна дружина, исто така во Софија, која што е пак посебен феномен и тоа ќе го истретираме на крајот како една завршница на сето ова. Првите негови лексикографски дела се тие кои што ги спомнав. Четиријазичникот, кој што во еден момент го нарекувам петојазичник, бидејќи на вистина во првата графа, каде што има српски зборови,
тој става и македонски. Фактички го наоѓаме македонскиот јазик таму. Дури некаде и нема српска паралела, тука само македонската. Тоа е 1873 година, а веќе во 1875 година го објавува речникот од 3 јазика, кај што апсолутно е македонскиот јазик прв, и с македонски, каде што веќе тоа не е само речник, туку погледот на слични дела од тој период, тоа е еден вид разговорник, но истовремено тоа е и учебник. И јас сакам да кажам дека сите негови трудови на некој начин се и учебници. Значи, тоа е учебникар. Учебникарство одлика на македонската природба. И не само на македонската. Така што тоа е првиот учебник, јас би рекла, каде што тој сосема точно знае на кој јазик зборува, што е Македонија, што е татковина, што е народ и така натаму. И тоа понатаму продолжува и во другите трудови. Веќе со одењето во Софија и останувањето, да кажам, во емиграција таму, веднаш по згаснувањето на Кресненското востание речиси, тој ги публикува Самовила Македонска и Македонската песнарка. Самовила Македонска е поема, народно-поетска, каде што тој многу јасно ги изразува своите мисли, многу точно ја определува и македонската етничка територија. Да. Именувајќи ги самовилите, Така. фактички ги именува териториите кои што влегуваат во некоја етничка, македонска етничка, етнографска територија. Потоа македонската песнарка веќе содржи и народни, малку актуализирани песни, и 3 лични негови. Тоа се песни во кои што тој многу јасно и од срце зборува за своите патриотски чувства, и што е интересно во оваа песнарка има и известни знаци кои што нотни знаци, некој вид нотни знаци, да. И тоа покажува дека тие песни се пееле. Тоа значи дека тие биле познати во македонската, најмалку барем во македонската емиграција. И воопшто влијанието на Пулевски сред македонската емиграција е многу големо и затоа тоа е посебна тема за која што можеме понатаму да разговараме. Веќе 1880 година ја објавува и Слогница речевска. Тоа е една граматика на негов начин. Така натаму тој најавува дека тоа треба само прва да биде од серија, не успева другите да ги објави. И повторно тоа е посебно дело каде што заслужува, и тоа е оној дел на граматичар. Тој пишува и за граматика, тој заговара македонски стандарден јазик. Тој го заговара низ сите трудови. И претходно, дури такво нешто има траги и во тријазичникот. Так. Но овдека веќе имаме своја граматика издадена. Славенско-македонска. Значи, сосема без никакви Ја гради дилеми. целосната структура на она што ние Да. именуваме еден македонски идентитет. Да, се разбира тоа апсолутно. Апсолутно нема дилема кај него во тој однос. И тука веќе мора да се спомене сега веќе и формирањето на онаа дружина за која што спомнав. Тоа е Славенско-македонската книжевна дружина. Според податоците во 1888 година се ја формира од македонци емигранти во тој момент таму, во Софија. А во суштина, првите податоци се јавуваат дури 1913 година, и тоа во управда, во еден напис во Македонски голос, во органот на Македонското научно литературно другарство во Санкт Петербург.
Така. И таму точно се кажува дека во таа година се формира дружина која што не била благопријатно прифатена од бугарската држава и општество, ова толкување, и била растурена. И не само што била растурена, туку дел од учесниците биле испратени надвор од кнежеството. Тоа е она поврзаност фактички на целата македонска емиграција. И кога го гледаме целиот тој период, мораме да имаме предвид дека сите тие македонци емигранти, без разлика во која земја се наоѓаат, тие меѓусебно комуницираат. И во суштина оваа дружина денеска ја третираме некаде во почетоците на онаа серија културни асоциации на македонците, кое што доведува до денешната Македонска академија на науките и уметностите. Имало, некој ќе рече, зошто токму ова здружение, имало и претходно здружение на македонци, имало и потоа, меѓутоа од оваа дружина потоа се развива цела низа слични здруженија од емигранти кои што буквално се прелеваат од едно во друго здружение. Ако и внимавајте на името, значи тоа е Словенско-македонска книжевна дружина, потоа неколку години, 2-3 години подоцна, 1891-2 имаме младата македонска книжевна дружина. Така. Тоа е истата емиграција, тоа е истиот круг на македонци во Софија. Го издаваат Лоза списанието, тоа се лозарите. И сериозни дебати имаат во врска, нели, со историјата и јазикот. Многу значаен сегмент, многу значајна точка во македонската културно-национална историја. Потоа се и ученичкото друштво Вардар, потоа и македонскиот клуб во Белград 902. Па потоа, бидејќи таа емиграција велам се прелевала, бегајќи од пропагандите и барајќи подобри начини за образование и творештво, оди од Бугарија, па потоа се префрла во Белград и потоа заминува дел и во Руската империја. И во Руската империја се формира таа македонска колонија, за која што зборуваме и која што го формира македонското научно-литературно другорство, кое што има два центра на некој начин. Едното е Санкт Петербург, а друг центар има и во Одеса. Многу значаен центар околу кој се собира македонската емиграција, имаат и настани кои што действуваат и така натаму. И потоа имаме Балканските војни, поделбата на Македонија, и по тие војни, по поделбата, кога нели Европа помисли дека го реши нашето прашање, да, всушност тогаш тоа некаков поттик дава на нашите македонци и почнуваат поинтензивно асоцирање и повторно имаме меѓу двете светски војни македонскиот литературен кружок во Софија. Многу значајно, многу значајна асоциација, организација. Да. Гледаме значајни македонски интелектуалци. Да, од некои од тие потоа учествуваат и имено во нашата современа формирање на сета таа академска култура. Фактички, македонската академска култура се развива низ овие сите... Тоа е процес. Тоа е процесот. Не е еден датум, да речеме. Кај нас е процес. Не, тоа е ништо поразлично и од другите народи и култури и академски култури. Сите академски култури започнуваат од народни училишта, од учебници, први почетоци на писменост, ништо поразлично. Ништо поразлично, но во наша варијанта, во наши услови на развиток, за жал малку во тежнати услови, особено по поделбата на Македонија, кога веќе таа национална борба за државност веќе се одвива во 3 различни држави.
од кои ниедна не била така наклонета за да ја дозволи таа национална борба. А потоа овој низ на здруженија продолжува по ослободувањето на овој вардарскиот дел и формирање на македонската држава и со дружеството на писатели и научници и потоа со Друштвото на писателите 1947 година и конечно во 1967 година Македонската академија на науките и уметностите како една врвна научна институција, да кажам, остварување на завршеток на формирање на македонската академска култура. Да се навратиме, има едно многу значајно дело, тоа е неговата историја. Јас би сакала да и посветиме внимание. Има тука многу моменти кои што се мора да ги истакнеме. Имено кога започнав со неговата дружина, тука тоа е многу поврзано и според мене и со неговата историја. Се работи за славенско-македонската општа историја, која што тој не доживеа да ја објави, умира 1893 година на почетокот. Меѓутоа, тоа е едно епохално дело и кога тоа би имале некаква историска среќа да беше објавено, да се најдеше начин да се објави, би имало, мислам, многу големо влијание воопшто во погледот на науката, европската наука кон нас. Тоа е огромен труд, кој што целосно беше објавен конечно во 2003 година. Претходно некои делови имаше објавено во 70-тите години. И тоа се состои главно од 3 дела. Комплексно Само да прашам, како се одвиваше твојата работа, бидејќи тоа е твоја специјалност, кои све предизвици ги имаше кога го работеше сето тоа? За самото дешифрирање, ако зборуваме, да ти ги знаеш деталите на сето таа работа, навистина долго, меѓутоа некако успеавме. Так. Заедно со татко ми го објавивме тогаш, но самото дешифрирање го вршев јас и потоа заедно го правевме. Тоа е труд кој што има пред се историја, но и историографија. Потоа има дел граматика на македонскиот јазик, на негов начин се разбира, и има дел за етнографија. Сите 3 дела, се разбира, историскиот дел е најголем, но сите 3 дела се еднакво важни. Так. Ако зборуваме за граматиката, тоа е начин, обид да се стандардизира македонски литературен јазик. Се разбира дека тој ги немал сите знаења потребни до крај и сите алати, но сепак успеал да, или барем се обидел да направи некаков предлог на граматика и на стандардизација. Тој особено е интересен и тоа не се однесува само на граматиката, туку воопшто не сите негови дела, особено оваа историја, славенско-македонска општа историја е богата со таков материјал, неговата лексика. Так. Тој просто формира зборови. Таа ново формирана лексика кај него е, ако за мене како историчар представува предизвик, можам да замислам што представува за лингвистите, за филолозите. И тоа е нешто што тек мислам дека предстои повеќе да се истражува. Тој формира, меѓу другото, и еден дел посебно за именици зборува, за новоформирани именици. Тој измислува лексика од различни области, за звуци и за природа. Тоа мора да се прочита за да се свати какви се тие зборови.
има посебно терминологија за граматиките, за филологијата. На свој начин сето тоа зема примери од постоечките, од руската граматика, граматичка терминологија и така натаму. Има за политичките и за социјалните прилики сопствена лексика, се разбира, некои се народни зборови, некои се позајмени, некои се видоизменети од други словенски јазици, кои што тој сметал дека на тој начин формира, нели, стандардизира некаков јазик, а има и некои кои што буквално од македонскиот јазик ги формира нови. И кои што се многу логични, патем кажано. Така. А етнографскиот дел е исто така страшно интересен и не само интересен, важен, велам, дај Боже да можел да биде објавен во тој момент. Таму тој зборува за македонските родови, за македонците и ги сместува во фамилијата на балканските народи. И тоа е едно многу важен момент. Еднакво ги третира како и сите, тоа му е целта. Нема кај него колебања, двоумења, апсолутно е... Нема двоумења. Тој не е уште инфициран од пропагандите. Не успеал да се инфицира, а прилично долго живеел. Можеби нешто би му влијаело ако тој одел во тие некои училишта каде што, нели, тие сите училишта биле под влијание на одредени национални и финансирани национални пропаганди. Па ако можел така да се, велиш, зборот инфицира. Но факт е дека тој останал на своето. Значи, тој е македонец, знае, има апсолутно јасна самосвест, нема колебања што е македонскиот народ, дека е поинаков од другите, дека македонскиот јазик е поинаков, дека населението, дека која е татковината, како ја ограничува и што сака, тој споменува кралевина Македонија. Тоа е идејата во тоа време, да се ослободи Македонија и да се формира држава. Во тоа време и се формирале така балканските народи, како добиваат своји држави. Така. Апсолутно, било се во тренд. Тој просто, ајде да кажеме со денешна терминологија, ги следел трендовите. Тој живеел во времето и со времето. И апсолутно одговарал на своето време. И со своите идеи. Само што тие биле апсолутно на македонска линија. За жал, немало некоја финансиска поддршка, или кој знае, немало поддршка за да може повеќе да направи, но тоа е тоа. А историскиот дел воопшто, тоа е посебна приказна, најголем дел од историјата е историскиот дел. Тој се обидува повторно македонската историја да ја вклопи во сите балкански и европски текови, раскажува пошироко, меѓутоа прави една многу интересна периодизација, во која што фактички за него историјата на Македонија се темели врз големите кралства и империи. Античкото кралство на македонско, Римската империја, Византиската, Османлиската и така натаму. Значи, низ империи ја проследува и иако негови модели и не само модели и извори на податоци се претходници негови, и Пејси и Хелендарски, но особено Јован Раич, како зачетник, нели, на српската современа историографија, тој може би затоа што е прилично подоцна, во подоцна период, прави една многу посовремена концепција. Поиздржана, дури мислам дека и од Пејси Хилендарски каде. Да. Апсолутно. Може би затоа што има голема временска дистанца. Но факт е дека тој ги зема тие податоци и ги обработува на свој начин и за своја цел. И
многу јасно го определува мотивот зошто го прави тоа, што е карактеристично и на другите такви писатели, и Мавро Орбин, и Хилендарски, и Рајч, нели, секој и други сите, нели, идејата е нема доволно напишано за народот, треба да биде напишана историјата. Кога веќе зборуваме за неговиот целокупен творечки опус, така би го именувала, накратко доаѓаме до прашањето што би сакале во моментов пред нашата јавност да афирмираме од неговото творечко дело. Тој е обемен, тој има своја идеологија и сето тоа. Дури е на моменти и луциден, интересен е за проследување на настаните, но што би афирмирале еве во како значаен сегмент во неговото пишување и творење? Наташа, ти знаеш за каков лик се работи и навистина за да се издвои нешто многу е тешко, но ако сакаме тоа, многу би сакала да се афирмира посебно и да се запомни некако, исто како и годината на раѓањето и смртта, што е важно. Да. Многу е важен еден момент кој што некако пишувано е за тоа и научно и можеби нешто популарно се има афирмирано, меѓутоа колку се знае за тоа дека историјата на Пулевски содржи верзија на македонската Александрида. И тоа е македонска Александрида, јас ја нарекувам, бидејќи е буквално верзија на романот за Александар на македонски јазик од крајот на 19. век. И тоа е нешто што е многу важно. Еве, ако сакаме сосема да афирмираме, јас просто како предлог го давам нешто што вака сме разговарале, нели, меѓу нас. Тоа е едно прекрасно четиво за лектира. Лектира на исто така на македонски јазик, кое што може децата да ја усвојат. Тоа е македонска Александрида. Што значи тоа? Романот за Александар, знаеш, тоа е дело кое што е на можеби на 200 јазика преведувано низ вековите, но во 19. век добива посебно значење и воопшто ликот на Александар Македонски зазема многу важно место во македонската национална митологија од 19. век и од македонската преродба. Тој е еден лик околу кој се формира или се сврзува и националното самоосознавање и националната засебност, и при тоа не е својствено за Пулевски, просто Пулевски го презема тој тренд и во многу дела тој се повикува на Александар Македонски и во своите песнарки и така натаму, како многу важен лик од македонската историја. И како пример, се разбирам, му придава словенски карактер, исто така карактеристично за тој дел од нашата историја и толкувањето за него. И тука во историјата тој се поставува кон овој лик како историчар. Так. Или се обидува барем да се постави како историчар и историограф. При тоа, според оние анализи кои што ги правев, најверојатно главна подложка за пишување на овој дел од историјата служи една историја на Александар објавена во Белград 1844 година и во голем дел прави превод на овој труд, но исто така користи и други трудови, бидејќи тој, велам, се поставува како историчар и фактички целата македонска верзија на Александридата, која што денеска можеме да кажеме дека постои, има и додатни делови, има и еден дел каде што тој објаснува каде ја објаснува Македонија, што е Македонија, каде е распространета и она што тој го нарекува царственик Александров е фактички владењето на Александар Македонски. Па тука има различни фантастични
делови што се исто така нели дел од сите тие романи што се пишуваат за Александар, но може да се истражува и така наречен Завет на Александар македонски, кој што знаеме дека во различни варијанти низ историјата се појавува, се разбира во различни обработки така натаму. И овдека има специфична верзија на Заветот на Александар. Имаме тука за смртта на Александар, кој што е една проблематика во историјата воопшто, во светската историја, како почнала и така, и тука има исто така негово раскажување. Се разбира, се до тоа тој го презема, но она што е интересно и што е важно за нас, целото тоа раскажување има македонски карактер. Да. Че тој ги толкува работите на свој начин. И тој дава такво толкување. Всушност, целата негова историја, кога ја пишува, уште на почетокот тој се изразува дека кој е задачата на историчарот да ги поправа историите. И во таа смисла, кога спомна Луциден, сега се сетив на еден, тој на многу места дава и критика на историите и историографите и на другите историчари. Информиране. Апсолутно е информиран. И тоа е тоа што е зачудувачки. Повторно збориме за човек што е самоук по образование. Но тој е многу информиран, начитан, тој работел во библиотеките во Белград и во Софија. Значи, и тоа што го спомнува како своји изворници и дела, се гледа дека тој консултирал. Тој седел всушност во библиотека и читал. И заклучил дека другите историографи не пишуваат за македонците и не ја третираат македонската историја онака како што тој смета, па дава многу понекаде и остри критики за грчките историчари и така натаму, но е во една ситуација дава една забелешка што е многу искрена, а тој вели историчарите пишуваат за срби и бугари, а камо нас? И тоа е нешто што и денеска се актуелно. Да, за жал се провлекува. Се провлекува. Да, каде сме ние во европските историски толкувања. Знам дека ми спомна и за Хајредин Паша, како пишува за тоа. О, да. Тоа е една многу интересна епизода. Тоа е еден од оние делови во неговата историја, кои што јас сметам дека имаат и многу актуелно од неговиот живот. Не можам да тврдам дали е автобиографски целосно или слично, бидејќи нема таков исказ. Меѓутоа, она што го раскажува и тие детали што ги раскажува, укажуваат дека тој во најмала рака ги примил информациите многу блиску и бил современик на тие настани. Сведок, буквално сведок. Па на некој, да, сведок. Заедно со оние објаснувања за, например, за борбите на Шипка. Таму исто така има едни описи кои што многу наликуваат дека тој од свој, за студот кој што владеел, за колку ноќи и така натаму, за тешкотиите. Многу лично ги има напишано, зашто тој и бил дел од сето тоа. А во врска со настанот за Хајредин Паша и Галичник, тоа е еден настан кој што е во традицијата представен низ, не само низ раскази, туку и низ народната песна. И исто така разни современици различно даваат некои информации кои што тоа е посебна тема и сум ја работела, може да се анализира и да се најде некаде некое средиште што е од сето тоа точно и во врска со датирањето и слично. Всушност се работи за оној период по танзиматските, всушност во танзиматските реформи, кога населението, муслиманското население е незадоволно од тие, бидејќи нели тие бараат и служење војска и така натаму, и се крева на восстание познато на Дервиш царе.
Тоа е имено во тој крај. Според расказот на Пулевски, во Галичник, во станиците имале свое седиште и биле голем товар на населението. И именно населението се договорило да пратат тајно луѓе кои што ќе го известат управниците во Тетово, за да можат да се ослободат, просто да ги ослободат. Тоа е многу интересен момент. Сите тие податоци што ги раскажува Пулевски во врска со овој настан, тоа е долга тема. Тој кажува, например, податоци кои што можат, ако некој ги искористи, мислам дека никој не се осврнал до сега на тоа, можат да коригираат и општата историја или општиот историски наратив за настаните во врска и со востанието, па во поширока мера и со Османлиската империја. Затоа што тоа во тој момент бил голем удар за империјата и се справила, што се вели. Тука тој наведува податоци за личности, за луѓе, локални луѓе, кои што не можел да ги прочита никаде, тоа можел само да ги слушне или да ги знае. И наведува многу микротопоними. Ливади и слично, кои што исто така не може тој расказ да биде никаде од ниедна литература прочитан. Според него, настанот завршува со нападот на Галичник и спасувањето на Галичник и околностите кои што до тоа доведуваат, кој што наводно се случил на 22 септември 1845. 45-та година. Сега, нели, за годините можеме да разговараме за што станува збор. Наводно, според него, потоа тој ден се бил прославуван од галичани и така натаму, но пак претходно во еден дел пишува и дека од местните паши се ослободиле 43-та и така натаму. Воопшто, настанот е многу детално и многу интересно представен и велам некои елементи може да се земат како за корекција на воопшто на историскиот наратив во врска со тоа. Веќе се ближиме кон крајот на емисијата, јас би те замолила само една кратка карактеристика за денешниот револуционер и културен деец кој што го обработивме, Георгија Пулевски. Не случајно и се пошегувавме на самиот почеток од емисијата, врската меѓу Мисирков и него, бидејќи за македонските работи, ги гледаме уште од времето пред да настане она млада генерација во Санкт Петерсбург и низината активност. Да, Пулевски е апсолутен претходник и современик на сите тие ликови и настани, и тие биле многу, како што реков, поврзани, па и самиот Чуповски во многу своји сегменти го цитира и се угледува на него, а да не заборавиме дека истовремено во Софија се наоѓа и тајфата на Чупарови, односно браќата на Димитрија Чуповски. И тоа е посебна тема, може би во друга прилика. Так. Но ако денеска треба да се од денешен аспект да го гледаме Георгија Пулевски и во однос на сето тоа што денеска е наша денешница, сите ситуации со кои што се наоѓаме, кај него може да се каже дека е тоа човек самостоен, непоткуплив, човек што не потпаѓа под влијание лесно, храбар, човек кој што знаел самосвесен кој и што е и не дозволувал лесно да го поколебаат. Да. Мислам дека и тебе прочитав дека бил упорен во носењето на својата мијачка облека, дури на моменти им пречил на властите во Софија,
Меѓутоа, тој е оној македонец, Георги Апулиски, револуционер и културен деец. Биле, јас ти благодарам многу за денешното учество и разговор на темата Георги Апулиски. Таа е неисцрпна, бидејќи во нашите разговори знаеме што уште многу треба да се истражува и да се исчитува повторно кај него. Секако во една друга прилика. Ти благодарам уште еднаш и ти посакувам успешно истражување и во иднина. Благодарам, Наташа. Успехи за тебе во оваа прекрасна емисија. Благодарам. Драги гледачи, денес овде го завршуваме официјалниот дел на емисијата за македонските работи. Гледајте не секој четврток во 19 часот. Добра ноќ и секое добро.